Добар ден. Влегуваме во дневниот ритам на Студио 1. Во рамките на моето уредување и на ангажманот на моите колеги, ви соопштувам дека во 16:25 мој гостин ќе биде професор Кристина Спасевска. Какви станови купуваме, колку се тие ефикасно енергетски изградени, колку во куќите вградуваме дел од новиот концепт на зелената енергија. Потоа во 17 часот професор Трајан Гоцевски, првиот министер за одбрана, Македонија на патот кон НАТО, 27 години исчекување и шанси. И од 21 во рамките на нашите политички панел дебати, Талат Џафери, господинот Талат Џафери, спикер на македонскиот парламент, кога и на каков начин уставните амандмани ќе влезат во собраниска процедура, што после референдумот. Се разбира, во суровоста на овој политички вокабулар, морам да бидам помалку искрен кон вас. Кога пред X години бев матурант или ученик, дел од мојата генерација беше обседнат од шармантните наставници. Оние наставнички кои имаат дух во себе, имаа убавина, естетика, кои тоа ни го вградуваа како некоја нова животна филозофија. Често знаевме меѓу себе да се расправаме кој во кого е заљубен, иако покрај себе имавме прекрасни девојки. Се разбира, денеска во времето на суровоста на политичкото збиднување, често забораваме на преокупациите на нашите деца, на нашите ученици. Оние што се занимаваат со образовните процеси, оние што ги наоѓаат интерактивноста на воспитувањето и образованието со перспективата на тие деца овде и во светот, заклучуваат дека нашата генеричка појава на декаденцијата во општеството, на контраверзите на општеството потекнуваат поради, би рекол, несолвентноста или немодернизираното образование. Мој гостин вечерова е се од нешто од ова што ви го кажав. Една шармантна наставничка, една моја поранешна и актуелна колешка која правеше телевизиски серии и која ми се чини дека представуваше новиот македонски Ерика Јонг. И се разбира, таа во својата ангажираност и активност и денеска има за провокација и љубовни нешта и ангажман со своите ученици. И би ја најавил наједноставно Татјана Тања Алексиш. Добар ден. Добар ден и од мене. Ги оставивте учениците? Да, ќе ме чекаат. Штом ќе завршам се емисијата, веднаш влетувам во училница. Дали мислите дека ние и вие воопшто во образовниот процес на одреден начин внесуваме еден систем на образование во кое од учениците правиме креативци наместо репродуктивци? Дали мислиме дека им создаваме енергија сами да размислуваат или се претвараат во една тавтолошка машина? Да. Комплексно прашање. Оно што е должност на секој просветен работник, почнувајќи уште од забавиште, значи не само во средните години, е да се поттикне тоа што секој ученик го поседува како индивидуа. Значи ние мораме да ги следиме децата во воспитно-образовниот процес. Не е само знаење, значи не е само да пренесеш знаење, да си предавач. Како што почна компјутеризацијата, утре може да стиснат копче и да излезе некој да им предава. Меѓутоа, нашата одговорност етичка е да го следиме тој ученик и да видиме со какви вештини и способности тој може понатаму во животот да се послужи и да ги развиваме. Оно што ни недостасува е мотивот. Имаме се. Значи, ние постојано се лутиме дека немаме оптимални услови, не се вложува во образование технички, не се внимава на образовниот процес, лоши образовни политики. Меѓутоа, мотивот е проблем. Ние некако не ги мотивираме доволно нашите деца. Дали децата се пред нас, пред вас, со оглед на достапноста на информациите и нивната обседнатост со новите технологии, пред се со интернетот и айфоновите и така натаму? Апсолутно. Технички се пред нас, меѓутоа селективно не знаат да одбера што е добро за нив. Значи тоа е меч со две сечила. Од една страна, да, може да се веќе се вешти и уште од најмали нозе да управуваат со техниката и со технологијата на информатичко-компјутерската технологија, меѓутоа не знаат што селективно треба да одберат. Од друга страна, тоа ги ограничува.
Кога ќе земат една книга во раца и онака пешки да почнат да учат како што се учело на времето, да анализираат, да синтетизираат, тогаш полесно ќе го вреднуваат. Нус појава на тоа немање комуникација, децата се помалку не зборуваат, ним недостасуваат зборови. Фонд на зборови се помал и помал, пооскуден, поскрбен. Да, морам да ви признам, јас додавам нитка на интимност и на личност. Мојот внук кој е 14 години одговара со да, знам, не знам и така натаму. Тоа е едната работа. Втората работа е што во нашата комуникација единствено тој се занимава со мене, бидејќи јас ова ниво на телефонија до нивото да повикам и да прочитам пораки, сето друго тој го сервисира. Но она што мислам дека и кај него, и кај воопшто средношколците, превладува, тоа е логиката дека ви ја прочита старомодноста, конзервативноста на методите на изложување. Како успевате и дали воопшто успевате да го привлечете нивното внимание? Да, може на друг начин. Значи, авторитетот не е само да одиш во текст со техниката. Да, треба да следиме, ние имаме во наставната програма 30% е застапеност на ИКТ во наставата. Значи, должни сме да им пренесеме знаење преку компјутерите. Меѓутоа, авторитетот, ја мислам дека он е суптилен начин на кој што ти ученикот ќе го потикнеш на час првин да слуша, со радост да го прими предавањето, со радост да ја прими материјата која ја пренесуваш. Не е само дигитализација. Јас сум старомодна учителка, без оглед на овие како ме најавивте, се уште практикувам на час учениците да ми забележуваат, да запишуваат. Значи план, како ние старите добри учителки, план на час, затоа што сметам дека таа визуализација со подвлекување, со маркирање звездичка важно, останува во меморија. Се надам дека кога ги преслушувате, не одите по тетрадките и по записите нивни и тоа што сте им го предале. Не, тие мора од тој запис план да направат цела говорна, цела реторика. Значи ја им давам план, а тие мора после да се служат со своите говорни вештини. А тие може да ги извештат и да ги добијат само ако читаат книга. И тука е тој момент, значи ако читаат, ќе знаат да зборуваат. Ги излекувате ли од стереотипите и од стандардите и викате направите ми еден творечки есеј? Да, секогаш одиме напред. Како тоа изгледа? Сте изненадени од некои сваќање или тоа е некоја рутина кај нив? Па во главном децата се креативни, не можам да кажам, и ги следат текови, и доста се информирани. Не можеме да кажеме дека децава не знаат, не читаат, можеби како порано да добиваат брзопотезни информации на компјутер. Како ќе го срочат сето тоа на еден нивен, оригинален, креативен начин, тоа е веќе индивидуално. И знаат да импресионираат, не само со пишување, знаат и со актерските способности, преку драмските секции. Значи знаат да се изразат, да бидат онака согласно со темпото на општеството, секогаш во тренд со настаните. Има доста авангардност во тие млади генерации. Не е се така погубно, како што сакаме ние постарите да кажеме, дека не се заинтересирани. Има и во нив интерес, меѓутоа глобално, ако сакам да глобализирам, сметам дека се демотивирани за учењето како процес. А сепак учењето е одговорност, не е игра. Значи, едно е да си играш, друго е да учиш. Мора да се учиш со одговорност, но сето тоа да се поврзува на еден нов, креативен начин за да допреш до нив, да ги извлечеш од шаблоните и секојдневието. Брзо резонираат. Оваа генерација е брза, брзо мисли, брзо зборува. Се е нешто на брзина, сака брзо да учи, не можеш да прочиташ 1000 страници на брзина. И морам да признам дека е пришли слободоумна во коментарите со своите родители. И тоа на одреден начин мене ме плени како нова мисловна генерација која знае адхок, но брзо и енергично да искоментира и при тоа да биде самосвесна. Дали успевате со овој широк диапазон на сопствени методски единици да режирате мини драми, крукли, мислам дека кревет, да правите изложби, да ги мотивирате на надпревари. Дали успевате да ја привлечете, да речем условно, да го привлечете поединецот или класот? И што тоа за нив значи? Игра или создавање, творештво? Творештво преку игра, креативно, од која не сите. Тоа е талентот е минимален, не е глобален, излегува на површина и се запишува на факултетот за драмски уметности. Значи секоја година имав по еден двајца кои одат на ФДУ, откако ќе се препознаат во било која представа. Тоа се аматерски представи, меѓутоа низ играта и одеднаш забележуваат дека имале вештини, способности, таленти кои дотогаш не знаеле дека ги поседуваат. Тоа е нашата одговорност да ги наблюдуваме и како родители и како учители, да видиме што можеме да извлечеме. Во секое дете лежи максимум. Значи мора
да го следиме тој и да знаеме каде ќе се насочи. Кога би ја правиле таа образовна политика на глобален начин, не би имале дефицит или суфицит на кадрите. Значи имаме хиперпродукција на кадри кои немаат каде да се вработат. Од друга страна имаме суфицит на некои кадри кои во моментот немаме професори по физика, да речеме. Да не зборам за катедрата по македонски јазик, дека веќе во еден многу лош период кога нема студенти. Јас тоа го земав како лајт мотив од како почнав да водам емисии. Се шокирав од сознанието дека само 5 до 7 ученици се запишале на катедрата за македонски јазик и литература компаративно. Ако е тоа нивото во кое ќе го браниме македонскиот јазик, тогаш треба да се утепаме. Под ниво сме и ова е еден сигнал, звоно за узбуна, веќе аларм дека нешто не е во ред со таа политика. Уште ако се сеќавате на време на Југославија се знаеше каде што треба од кадри за да се студира, за да може потоцна се продадат на пазарот на трудот. Ти кога ќе прашаш ученикот прва година зошто одиш на школа, ќе речат па задолжително ќе ме казнат, нели, да бидеме паметни. Не, деца, сите одите на училиште, учите за утре, може би звучи дрско, но така е, да се продадете на пазарот на трудот, вашите знаења и вештини да ги уновчите, затоа учите, затоа студирате. И ако се нема начин како понатаму тоа детето ученик да се реализира, да биде реализиран граѓанин, затоа имаме одлив на ученици на крајот на кришта и тоа врвни ученици кои постигнуваат резултати, одат да си го најдат местото под некое туѓо небо, наместо да останат тука. Тука е нашата вина. Значи ние требавме да си ги задржиме учениците на било каков начин, да им покажеме дека да, ни требаат во моментот, не знам, пекари. Еве јас се лутам и тоа можам да го кажам не од стручен аспект, туку како наставник кој работеше 17 години во средно стручно училиште, Димитар Влахов. Значи јадрото на едно општество е стручното училиште. Уште тогаш не се внимаваше да се стави акцент на пракса. Почна хиперпродукција, сите гимназии, отварање гимназиски паралелки, сите сакаат гимназијалци да бидат, сите сакаат да менаџират кој ќе пече леп. Значи тоа се занаети, мануелците секаде во светот се најплатени. И мислам дека тука се сгреши. Треба да се стави акцент на занаетите. Најмодерно занимање готвач, нели? И тоа престанува денеска телевизиско медиумско помодарство. На времето викавме со доза малку на подценување ако отидеш на изучување на готварските и на вештините. Но сакам друго да прашам, дали ви се случило во вашата 20 годишна кариера и во стручните и во гимназиски веденови да тропне некој бизнесмен и каже, абе, кои се од овде талентирани деца јас да ги преземам, да ги насочам, да студираат, да прават? Дали воопшто има таков интерес на и родителски и предприемачки кој е на ниво на свет? Честопати е до рамништето на одбора на најдобрите студенти. Но добрите педагози велат, изборот на студентите е на крајот од образованието меѓу матурантите. А треба претходно да биде. Во стручни училишта, да, постоеше таков модел да беат заинтересирани за фризерите. Уште прва, втора година додека беа, да ги земаат кај себе, да продолжат со праксата како професионалци. Во стручните училишта, во гимназиите, може да се забележи ученик кој е, да речем, иновентен и кој е преиспониран за некоја наука, било која, и освојува награди. Па да кажат, еве, тој ученик ќе биде подоцна добар студент на машински, на електрона, финки, на било што, или да ги бараат понатаму во кариерата. Во моментот имаме ученичка една која не можам да се сетам како се презива, Ева, која многу ја така ја форсира во низиниот израз, затоа што препознав кај неа страшни говорнички, реторички способности, и Ева во камп сосема случајно во Германија веќе ја забележеле и понудено и да продолжи да учи таму, да се школува. Значи една спонтана средба која ќе забележат талент. Ние талентите си ги туркаме. Сами себе се туркаме. Наместо се радуваме кога ќе видиме некој дека е апсолутно талентиран, способен и да го форсираме, некоја по линија на помал отпор дека не знам дали завист, злоба, љубомора, ги туркаме талентите и секој се пробиваат како топовско ѓуле просечните, подпросечните. Како добар домаќин морам да ви одам признание на стајлингот. Одамно ве познаев, мислам дека држите до себе, но дали сте свесни дека понекогаш, како ја што тоа го најава почеток, дека децата во вас гледаат и жена? Па на овие години веќе не. Сега сум 52 годишна жена, тоа може би порано кога почнав со образованието ме гледа поблиску до себе, кога имав 27-8 години. Сега веќе не. Сега веќе не, тоа се мали деците гледаат како професор. Ви ги читаат колумните и да одеднаш да кажат, ај сега да разговараме за некоја теза. Да. Особено на класните часови сакаат да дискутираат на таа тема, да. Интересно им е. Ја чувствувате нивната потреба за знаење или нивната потреба за интриганство?
повеќе љубопитност, што е одлика на интелигентни деца, тоа не е онаа љубопитност која е одлика на приматите да сакаат да зборуваат, да влезат во туѓа интимност, секогаш ги воспитувам интимноста е светење, чувате на страна. Ке зборуваме општо, генерално. И кај мене во емисиите никош не се чепкаше по интимноста. Јас се лутам и на оние реални шоу емисија каде што се продава интимноста, се лутам и на Facebook кога се објавуваат такви фотографии или приказни, значи мора да држиме сепак до она што е нешто наше интимно. И кај децата исто така секогаш им го објаснувам тоа, а зборуваме отворено за се и се што. Таа отворено, тој либерален однос, јас го наследив од моето семејство. Расте во такво семејство, на интелектуалци, дедо нейропсихијатар кој можеби е зародишот на емисијата Сексуална азбука, токму кај тој мој дедо во подрумот кај што ги чуваше стручните книги. Ова книга од таму е. Да, намерно ја донесов, таа е поплавена и фактички тука е повторно е мотивот за емисијата во книгите. Значи сите мои мотиви се во книгите, во литературата. Добро. Сексуален лексикон од 62 година. За таа димензија на сексизмот кај Тања Алексич малку подоцна, поштовани гледачи, ваш гостин и мој соговорник е наставникот и телевизиски водител или професорот во гимназија Тања Алексич. Малку ЕПП и се враќаме, а мислам дека нема. Има ли ЕПП режија? Нема. Нема, добро, немало. Продолжуваме понатаму. Вратени сме. Ова беше ЕПП. Имаме повеќе време. Што е тој предизвик? Да речем условно надвор од дневното чепкање на наставните програми, да се вратите кон презентацијата на еден прилично современ израз, а тоа е во Македонија да се работи телевизиски проект за сексот од А до Ш. До Ш и назад. До кај стигнавте? До која буква стигнавте? Сега почнуваме камбек. Сега медиумскиот проект Сексуална азбука се преточи во текст во списанието Леона за сексуалноста од А до Ш, повторно со докторскиот тим на 5 врвни докторки, професорки, секој со стручна позадина. Значи, јас постојано кажав, нема ништо во емисијата што е мое, јас само ги координирам нештата, тоа е се напишано и кажано, стручно потврдено од компетентни лица, затоа е едукативна емисија, но на еден забавен начин, приемчив за сите. Борбата со предрасуди е борба со диносауруси. А само кога ќе се спомне зборот секс, веднаш се мисли на чинот секс, не за сексуалноста воопшто, која е една комплексна тема. И токму таа комбинација што ви ја спомнав, јас како учителка во средно стручно училиште, каде што на децата на вистина им требаше добар помош и од педагошки тим и дедо ми со книгите. Значи, сватив дека треба некој да зборува за сексуалност отворено на едукативен начин, а не на провокативен, не на вулгарен начин. На децата им е достапно се сега, да не зборам за порно индустријата достапна на интернет, која е погубна за едно дете во пубертет и во развој. Треба му се каже дека не сме тоа да го гледа, дека не треба да го гледа тоа. Треба да им се објасни. Доаѓаат децата со, условно да кажем, домашна лекција за она што им се случува, за нивните промени и кај девојчињата и кај машките околу пубертетот. И на крајот миша, дали ја сваќаат разликата меѓу сексуалноста и сензуалноста? Особено, например, кај девојчињата кои понекогаш по дефолт се кокетни, знаат тоа да го прават, а вие сте екземплар за тоа. Да, ги стават во искош како порнографија и еротика. Ја на шеген велам, порнографија и еротика апсолутно се диаметрално спротивни. Тоа е како кокошка и пердув. Пердуфот е еротика. Исто е сензибилитетот. Ние знаеме да кажеме, ако некој природно кокетен или шарментен, дека провоцира. Значи има разлика огромна. И не може секој со родителите се зборува на таа тема. И јас со моите деца не зборувам толку отворено на таа тема. Затоа е добро со некој кој е едуциран и кој е буквално насочен во тие работи, стручно да им помогне во нивното осознавање. Многу е подобро се зборува отворено, отколку да се затвори сето тоа, а тие сами да добиваат информација од улица. Ако не ни треба сексуално образование, тогаш зошто сме први по малолетнички абортуси? Значи едното со друго е контрадикторно. Први. Значи имаме примат. Едно време имаше податоци за тоа статистички, не знам до каде се сега, но бевме први во Европа. Што е погубно за нас како држава. Кога едно девојче абортираме сите чомовски. Јас сум мајка на 2 сина, но секогаш им велам, вие немате матка, но имате одговорност 100 пати поголема отколку девојчињата со кои сте. Значи не смеете да дозволите да се случи такво нешто. Ако се случи, ќе си го чуваме бебето. Значи
проблемот е глобален, да не изборам за сексуално пренесливи болести, за инфекции и оно што забележувам во последно време хипереротизација во фотографиите на Facebook, на интернет порталите, кога малите деца нас, возрастните не имитираат, се става култ кон надворешниот изглед, фетиш на амбалажата, а не на духовноста. Значи, отидовме во една сосема спротивна насока. Ако порано беше затворено, претерано, се плашевме да комуницираме со професорите. Јас се криев со мојот сопруг, ние сме уште од 3-та година гимназија заедно. Се криевме, не смеевме да не види некој од професорите дека сме заедно, скришно му ги фрлав лектирите. Беше послаб ученик од мене, да не види никој. Сега учениците пред нас буквално, вака, ќе ги видиш како се бакнуваат, па може малку да поминам, се извинувам. Значи, сосема отидено во друга насока, изгубивме мерката на таа тема. И тука треба да се зборува со деца затоа што се тие жртви на таа, како да кажам, сексуална револуција. Револуција, ама не во смисла на промена. Задоцнет влез нови обштествени појави од Запад сега, кои ги детерминираме како сексуална револуција во Македонија. Се што е негативно од Запад земаме, не знам зошто тоа така. Не позитивното. Се оно што не треба го земаме. Значи, дали децата пред време созреа во однос на сексуалноста? Дали, физички, например, да, духовно не. Дали рано стапуваат во интимни односи, дали се свесни за тоа? Не се. Најверојатно стана тоа како мода. Јас гледам зборот мување, кога ќе ми кажат мување, мислев дека ги мува некој, како ние што сме се мувале во дискотека, нели ќе те по. Кај нив мувањето е физички контакт, ама не е за сериозно. Значи за една нога, за една вечер или така. Значи воопшто го сваќаат сексот и интимноста како спорт. Како купување бурек. И се нема култ кон хименот. Хименопластика горе е го двојниот морал. Од една страна хименопластика, од друга страна аналниот секс е алтернативна вагина, значи се е тоа двоен морал во нашето општество. И се случува кај младите деца. Зборувате за тоа, ви ја наметнуваат таквата тема или сепак бегаат? Со оглед на начинот на отвореност? Со учениците не зборувам за оваа тема, зборувам генерално преку емисиите. Ако ми се обрате, ми се обраќале некош интимно ми се пожелат или побараат помош, тогаш ги упатувам на стручни лица и разговарам со нив како нели и првини како родител, како мајка и како професор. Но за такви интимни теми никогаш, значи не сме навлегувала. Сепак си има педагошка служба за тоа. Прилично сте ангажирана колешка, жена, наставник. Стигате при тоа да не ви забележат дома дека не сте сготвиле, не сте ги испрале. Тоа е оној дел од нашиот конзерватизам кој преовладува како систем на однос кон жените. Значи веднаш имаат друга представа, па ќе кажам предрасуда за жена која е општествено ангажирана, дека дома веројатно не е како што треба. Кај мене сте под конец, под контрола. Значи никогаш никој не страдал поради тоа што јас имам надворешни проекти, изгоре на тоа имам свекрва. Тоа е благодет која живееш со свекрва, која има веќе 87 години, меѓутоа знае да готви се уште и да ме пречека со јадење, што е буквално позитивна страна. Значи на томбола седмица. Така е, така е. Ви благодарам што бевте гостин во отвореното студио. Се надевам дека од вас и од вашата лабораторија ќе догледаме уште многу текстови, многу телевизиски ангажман врзан околу оваа перцепција на модернизација на образованието и на стилот на духовноста и контактите меѓу родителите и децата и наставниците. Благодарни јас. Да. Поштовани гледачи, тоа беше Татјана Тања Алексич, моја колешка, така е најавува, мијако ги подучува нашите деца на начин на кој ви ги презентира своите лични професионални убедувања и ова е време во кое мислам дека треба да следува стандардната метеопрогноза со нашиот ново ангажиран Славчо Поповски. Славчо, во овој момент би било добро да ја чуеме и да ја видиме метеопрогнозата. Секоја легенда има свој почеток. Ова легенда од обичен пион станува главен играч. Но патот до тронот за неа беше трнлив. Животот на руската царица Екатерина II
pretočen во вистинско телевизиско ремек-дело. Телевизиска серија која се здоби со најдобрите критики и ја освои европската телевизиска публика. Приказна за жената на која ништо не й беше дадено, но таа успеа да земе се. Владетелката над владетелите. Од понеделник на 1 ТВ, 20 часот и 30 минути. Не пропуштајте го мегахитот. Екатерина Велика. Криминал. Пари. Корупција. Власт. Моќ. Она што другите го кријат, ние го објавуваме. Македонски инсайдер. Наскоро на 1 ТВ. Се надевам дека веќе ги забележевте ангажманите во студио 1 на веќе се поафирмираниот метеоролог аматер Славчо Поповски. Поповски, ова рана есен, дали може да ни го врати доцното лето и на последните мигови да се избањаме последен пат? Па сега и официјално заврши оние многу топли денови. Значи, од сега па натаму температурите, особено утринските, веќе ќе паѓаат и под нулата, особено на оние повисоки места, како што се Берово, Крива Паланка, Лазарополе. Па така, летото и официјално е завршено. А какви се очекуваат денеска, утре, за време на викендот, временските услови? Па ќе се задржи релативно стабилно, сончево време со мала локална облачност, но ќе продолжи да дува засилен ветер од северен и од североисточен правец до петок, кога брзината на ветерот ќе се намалува. А веќе услови за локални врнежи од дожд и големување на облачноста ќе имаме во недела и понеделник. Бабе на времето викаше кога вака нагло ќе залеви туристи фанела одоздола една мајца. Дали има потреба покрај кошулата да се заштитиме од овие постудени утра? Точно и тоа како ќе ни требаат топлите облеки, особено оваа ноќ и утрешната ноќ, кога ќе биде и најстудено, значи кога минималните температури ќе се спуштаат некаде во интервалот од -2 до 8 степени. Се адаптира на овие медиумски и телевизиски твој ангажман? Полека, да. Полека. Добро, тоа беше Славчо Поповски. Чувте сегменти, значи, ако јас можам да го систематизирам, уште ден-два имате предизвикувачки студени утра, но ќе се стабилизира времето и дувањето на ветрот. Поштувани гледачи, се ближиме до блокот 200, уште еднаш да ви најавам. Од 16:25 гостува во студиото професор Христина Спасевска околу тоа каква градба и какви станови купуваме и колку се тие ефикасно енергетски заштитени. Професор Трајан Гоцевски во 17 часот. Македонија на патот на НАТО како прв министер за одбрана и човек кој ги следеше овие случувања, и во 21 Талат Џафери, спикерот на македонскиот парламент, кога би може да се очекуваат уставни амандмани, што ден после референдумот. Александар е на својата позиција и следуваат вестите.
Токму така, Чомовски, време е да ги започнеме вестите со најновите информации од земјата и светот, информациите кои што денеска се издвојуваат, секако е рочиштето за случувањата, односно насилствата на 27 април. Исто така информацијата која што се издвојува денеска е започнувањето на пристапните преговори за, односно скрининг процесот за пристапување во Европската Унија во четврток, кога најголема делегација од земјава од 40 члена ќе оди во посета во Брисел. Исто така да не заборавиме дека државната